Околу 40 објекти во 3 села, 2000 бали, фарми и сточна храна е исходот од пожарот според првичните информации од Свети Николе. Страшна слика за жителите кои пред своите очи им гореа објектите во селата, а луѓето со црева ги гаснеа. Градоначалникот на Свети Николе, Дејан Владев, посочи дека за гаснењето на пожарот вклучени се припадници од територијалната противпожарна единица од Свети Николе, представници од армијата, доброволните противпожарни друштва од Бирово и од Кавадарци. Теренот е непристапен, па пожарникарите делуваат и се борат со огнината стихија, а ветерот и понатаму продолжува да биде голем непријател. Во текот на вчерашниот ден имаше повеќе пожари на атарот на селото Малино, Немањици, село Орел и Ерџелија. Значи, во село Малино, Немањици и Орел е ставено под контрола. Сега моментално во Ерџелија има мал пожар, но верувам дека ќе биде ставен под контрола, но лошо е што има активен пожар во атарот на село Ѓуѓанци. Горно Ѓуѓанци е веќе зафатено, со тоа што ветерот ги праќа пламените јазици кон Долно Ѓуѓанци. Исто сега е критично во атарот на селата Струиманци и Макреш, тоа е на територија над село Намањици, со тоа што оганот доаѓа на кај село Аранчици. На гасењето на пожарите учествуваат противпожарни наша единица од Свети Николе, доброволното противпожарно има од Берово и од Кавадарци моментално. Трогателна слика за жителите кои изминатото деноноќие го минале во страв за нивните животи, бидејќи ситуацијата е сериозна и алармантна. Велат дека човечки фактор е предизвикувач на пожарот, а штетите се многу големи. Особено во село Немањци, каде има опожарено околу 70% од куќите. Погоди тоа, ја мислам дека е пак сетики човечки фактор. Не може биде климатски услови со пожари, со такви работи. До сега пожар не е имало со тоа, се е бил фактор човекот. А штети има големи. 70% од куќите се опожарени во село Немањици. Има настрадано фарми краварски со испуштени над 70 грла говеда. Храна, сточна храна на овците, има на 7-8 овчари семејства дека изгорено и вчера е било војна со пожаром. Гледај, оште ово сети со трактори, ајде многу јак ветер беше каде скоро. Тоа беше. Овие кои се запалија. Водите рамо испогорамо дури луѓето со помпи спасија. Па се запали. Трети пат па се запали. Жената вика, чичко бе запали се пак копат. Одва ги спаси. Пошла намо удар. Дете доваѓа паѓа и големи куќи. Като вчера беше страшно. Страшно. Кога дојде до Ридо, кога спадна навака, ние овдека црева додека имаше вода. Ставамо вода да не преди водина, ама нема оно кога дојде тоа, оно си горе. Кога дојде до копата овдека 2000 бали, кога се запали, сите луѓе избегаа, мојата механизација беше тука, ја отарав комши и доле. Спасимо тука, кај нас е моментално добро, едино пред опасност од ова е ѓубре, ова ѓубре ќе горе сигурно 2 недели, ова е старо ѓубре. Инаку пожарот во Свети Николе се гаснеше од небо и земја со 3 ТИР трактори на Дирекцијата за заштита и спасување и сите граѓани кои се вклучени во гаснењето на пожарот, а се уште на терен делуваат, бидејќи пожарот се шири и во другите околни села.